Добре дојдовте во нова епизода од подкастот Cyberштит, каде што зборуваме за дигитална безбедност, сајберхигиена и заштита во онлайн просторот. Нашата денешна гостинка е Азиза Сали од иницијатива за правата на жените ромки од Шуто Оризари. Азиза е гласна застапничка за родова рамноправност, пристап до образование, здравје и дигитални права. Со неа ќе зборуваме токму за тоа како изгледа интернетот кога си жена, кога си ромка, кога си во маргинализирана положба и што сите ние може да направиме за оваа положба да биде подобра. Азиза, добре дојде. Ви благодарам на поканата и чест и мило ми е денес што сум тука заедно со вас. И нас ни е многу мило што си тука заедно со нас, особено затоа што скоро цел месец се договаравме за ова ваше гостување да ги усогласиме распоредите, бидејќи вашата организација е доста зафатена овие денови, односно овие месеци. Може ли да ни кажете повеќе што правите периодов? Така, Здружени иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари делува на повеќе области како што се здравствена заштита, репродуктивно здравје, социјална заштита, дискриминација и фокус ни е семејно и родово базирано насилство. Тоа што е новитет е уствари веќе трета година во Шуто Оризари го отворивме првиот центар за помош и поддршка на жени жртви од родово базирано и семејно насилство. Центарот се наоѓа во општина Шуто Оризари и се нудат услуги на психосоцијална поддршка. Исто така може да се користат и на ромски јазик, се со цел да бидат подостапни и поразбирливи за жените и девојчињата. Вие, освен што работите на овие теми, многу работите и на правата на жените ромки во дигиталниот простор. Особено затоа што сме свесни дека интернетот не е ист и не е еднакво достапен за сите. Колку е достапен за жените ромки? Дали има бариери уште на самиот старт, уште пред да зборуваме за безбедност? Така, секако и дигиталното насилство е опфатено со цела оваа проблематика и тема, кога станува збор за жените и девојчињата ромки, кои што секојдневно се соочуваат со дискриминација како и по основна етничка припадност, така и по основи на дигиталниот свет се соочуваат со двојна дискриминација и сето ова во светот на дигитализацијата и интернетот само се мултиплицира. Односно, жените ромки често немаат и пристап до уреди или интернет и дигитална писменост, но дури и кога имаат, често па се плашат да користат поради осуда, поради страф од околината и поради непрепознавање, односно не препознаваат дел, например, дали е тоа измама, дали е заканите што ги носи дигиталното доба. Да, секако и сметаме дека дигиталната писменост не е на некое високо ниво при што може секој граѓанин да биде опфатен со оваа тематика. Главна бариера уште од самиот старт пред се економската бариера. Многу семејства, како што веќе напоменав, немаат уреди, односно не секоја жена има личен уред, да го кажеме, односно го користи уредот или од сопругот или од децата. Често пати немаат и нивни лични профили, сепак поради стравот од околината, поради тоа што не секој знае дека може да си ги превземаат фотографиите и да изманипулираат со такви случаеви. Но оваа тематика одржувавме работилници, каде што викавме адвокат и каде што им беше одправен аспект објаснето дека доколку некој ги искористи нивните слики без нивна согласност, на кој начин може да пријават, каде можат и како да се пријави. Поради тоа што дел може ќе знаат каде треба да пријават, а поголемиот дел од жените и девојчината не само што не знаат каде да пријават, туку и имаат страф и недоверба кон институциите. Добро, ама и таа нивна недоверба и страф е со оглед на настанатите ситуации последниве години. Во 2021 година имаше ромска јавна соба. Минатата година имаше уште еден таков случај, каде што имаше онлайн вознемирување и онлайн насилство. Знам дека вашата организација беше гласноговорник против двете ромски јавни соби. Има ли некои научени лекции од
тогаш? Така, за жал имаше и има уште такви случаеви. Ромска јавна соба која што се појави во 2021 година, на сите тоа веќе им е познато и гласно се збореше за тоа. Имаше и медиумска голема покриеност за овој случај. Меѓутоа, тука не остана тоа целите случувања. Сега скоро имаше, во нов модел, да речеме, се практикуваат, односно се отварат нови апликации и преку нови апликации повторно се отвараат нови групи, при што институциите не може да ги препознаваат и не може да ги следат, за да се достигне до крајниот корисник кој што ги води овие групи. Поднесовме веќе неколку представки до сајбер насилство пријави, односно поднесовме, меѓутоа многу бавно се реагира од страна на институциите, а жртвите дел се охрабруваат да пријават, па заедно ќе собереме докази, ќе ги мотивираме да пријават, па едната на другата ќе ги каже, па така може да се слушне на кој начин може да се пријави и каде. Вие како организација која што долги години се занимава со темава, што мислите дека може да се подобри во овој поглед? Бидејќи двете јавни соби, ромските јавни соби, открија многу слепи улички кога станува збор за одговорот од институциите. Така, постои голем јас помеѓу законите и тоа што навистина се случува на терен. Тоа мора да го кажеме. Постојат неколку формални механизми, но не се применуваат доследно од страна на институциите. Особено кога станува збор за жртви од маргинализирани заедници. Најчесто се случува кога жртвата веќе ќе се охрабри, ќе отиде до полиција да го пријави случајот, на самото место веќе ги демотивираат службениците. Од тука често пати баравме да се организираат работилници за сензибилизација пред се на работниците, кога ќе се обратат жртви не само за дигитално и за друго, било кој облик на насилство кога ќе се пријави, не се реагирало додека ние не идеме заедно со нив на придружба. Ама не може сите да ги опфатиме само ние на придружба. Да, но и за вие да ги опфатите со придружба, треба некој да дојде и да ви каже дека нешто се случило. Така, а јас како што ве разбирам, сега станува збор за самоцензура. Самите жртви си велат подобро да седиме дома, ништо да не кажеме, отколку да одиме во полиција и повторно нели тука да бидат предмет на дискриминација, па да не им веруваат и да треба да се докажуваат дека нештото навистина се случило. Апсолутно се согласувам и со тоа. Довербата, како што веќе напоменав, е многу ниска кон институциите. Жените кои што да кажеме користат цензура, односно не сакаат да се појавуваат, ниту да зборат гласно, иако имат многу што да кажат, ниту да се вклучат во некои дискусии или да објавуваат нивни фотографии, поради тоа што или веќе беа дел од системот за насилство или имаат страф и од осуди од околината. Сепак формално образование нема за дигитално насилство, каде што може да се опфатат, да почнеме од најмладата возраст и они да бидат активни, вклучени, да препознаваат. Уште од најрана возраст нема формално образование и неформалното го опфаќаат невладините организации колку што можат преку различни обуки, тренинзи и така натаму. Ова уште еднаш, исто како што зборувавме со претходните говорнички на темава, која станува збор за безбедноста во дигиталниот простор, особено на припадници на маргинализирани заедници, дека е многу важно неформалното образование и во тој контекст е многу важна работата на невладините организации кои што работат со маргинализирани лица. Вашата организација спроведува неколку програми, спроведува различни типови на обуки со цел нели овие знаења и вештини да ги пренесе кај својата целна група. Сте забележале ли што има ефект? Например, кажавте дека имавте работилници за сензибилизација со работниците од државните институции. Не, работилници за жени од заедницата и девојчината ги собираме и одржуваме работилници, каде што ќе викнеме говорник да биде адвокат, правник од правен аспект да дознаваат. Имавме исто така и познати инфлуенсери кои што може да ги мотивираат да пријават да не молчат, исто да се од самата заедница ромки кои што значи, многу веруваат на заедницата.
и тоа што некој од заедницата ќе им го каже, го вреднуваат многу повеќе. Да, апсолутно. И она што би сакала да го напоменам е дека свесноста е на многу ниско ниво и едноставни работи како што се силни лозинки при користење на социјални мрежи или препознавање на измами или пријавување на злоупотреба се нешто што не им е познато на заедницата, како тоа се користи, на кој начин може се со различни коментари, различни видеа, многу лесно може да се случи таа измама и да се стане жртва на било каква измама. И од тука колку што може да ги опфатим и да ги информираме преку теренските активности, да не подлежат на такви, па дури со платежни картички, со внесување на некои, не знам, од таму од некои платежни картички в нивните сметки, ќе им повлечат пари, они не знаат дека тоа се случило. Интернетот е толку достапен, ама не и за жената ромка и на кој начин може она да го користи. Поради тоа што, најчести случаеви се настануваат од објавите на нивните фотографии. Од кај што се не само што е без нивна согласност, туку и со говор на омраза го почнуваат целиот текст. И од тука многу се демотивираат, имаше многу случаеви каде што веќе почна сами на себе да си наштетат како се дозволило тоа да се види во јавноста, зашто излегло. Ама нема кој... Самите се виновни. Да, апсолутно, постојано се окривуваат они самите себе. А институциите како реагираат? Институциите пред се многу бавно реагираат или пак нету ни го препознаваат тоа. Откако ќе отидеме на неколку придружби, ќе им поднесеме буквално докази, скриншотови со се, па ако е нешто напишано на ромски со превод на македонски им објаснуваме и по години и нешто чекаме за одговор од такви барања, меѓутоа се уште нема добиено. Единствено е тоа што од 2021 за ромска јавна соба, која што веднаш се затвори таа страница, но не од страна на институциите, туку од страна на креаторот кој што ја создал таа Facebook страна поради страв да не го фатат. Кој е? А мислите ли дека тука имаше влијание и тоа што јавноста многу зборуваше за ромската јавна соба, дека наеднаш ги имаше информациите во портали и дека тоа исто така придонело да се исплашат секако и медиумите. Креаторите. Постои таа медиумска сензибилизација која што постојано пишува и ако алармираат невладините организации постојано и секој притисок во позитивна смисла од страна на медиумите влијаело на тоа да се затвори таа Facebook страна. Апсолутно да. Значи треба повеќе да се работи не само со институциите, туку и со медиумите, за да се пренесе пораката тоа што е можно поголем број на треба луѓе. случаевите да се видат не само од горе, туку баш на терен да се види, не само од некој повисоко ниво да се симне на терен, да се види, да се слушне. И првиот чекор е тоа што треба да ги слушнеме. Најмногу имаат што да кажат жртвите, и да им веруваме на тоа што они го зборат. Кога ќе дојдат кај нас, они веќе имаат таа целосната доверба и почнува да ни го раскажат. Олеснителна околност им е тоа што можат и на ромски јазик да разберат. Да, и нема тука јазична бариера. Апсолутно, да. И затоа од овој аспект многу организираме со нив придружби, за да може и на полесен начин да имаат пристап до институциите. И која е твојата порака до институциите, до медиумите, до поширокото општество кога зборуваме за дигиталната безбедност на ранливите заедници? Што е првиот чекор кој што треба да го направиме сите ние? Медиумите, па потоа институциите, па невладините организации, ама и секој граѓанин како индивидуа. Првиот чекор е треба да ги слушнеме. И тоа да слушнеме од терен, да се прифатат искуствата на жените реални и валидни такви какви што веќе им се. Институциите треба да бидат поодговорни и побрзо да реагираат на веќе поднесени барања или предмети пријави. Медиумите да се посензитивни, а граѓаните подготвени да реагираат кога веќе ќе видат некоја неправда. Сите имаме улога да не молчиме, да не осудуваме, туку да поддржиме безбедниот дигитален простор не треба да биде привилегија, туку буквално е право на секој граѓанин. Доколку секој граѓан пријави било каков тип на насилство, сметаме дека општеството би било на некој повисоко ниво, апсолутно да.
Да, и особено кога збориме за жената ромка, сега кога го спомна интернетот како право на сите, што е нели апсолутно точно, но кога зборуваме за жената ромка, всушност зборуваме за повеќе кратна дискриминација, затоа што како што и самата кажа, многу често се и дискриминирани и маргинализирани како припаднички на етничка заедница, како жени и многу често како жени со ниски примања. И тоа се влијае за нивното искуство во дигиталниот простор. Апсолутно, економската зависност е најголемата пречка со која се доживува сето ова. А економската независност сепак доаѓа од тоа што таа е невработена, меѓутоа сепак колку и да се отвори диалогот, да се вкорени темата, се потекнува од најраната возраст. Доколку девојчето, например, е средно образование и го напушти училиштето, се омажи на малолетнички брак стапи, гледаме дека основните средните училишта никој не реагира, никој не поднесува пријава. Доколку се почне со било какво некое пријавување, ќе се слушне 2, 3, 5 случаеви и ќе се намали бројот. Апсолутно, ќе се освестат и родителите со плаќање на казни или со било каква казна, ќе се стигне до ниво да не се склучи барем малолетен брак, па да настани малолетничка бременост. Доколку успее да заврши средно образование или да се вклучи во повисоко образование, ќе се вработи и од овој аспект она нема да биде економска зависна. И затоа викам дека се повкоренетено се настануваат овие теми, меѓутоа треба да се види системско и образованието да биде вклучен и законот и државата, апсолутно се. Апсолутно, целосно се согласувам и многу е во целиот овој контекст работата на вашата организација како иницијатива за правата на жените ромки од шуторизари е неверојатно важна. Апсолутно, тоа е и препознатливо и во самата заедница и не само што делуваме во општина Шуторизари, туку и делуваме во општини каде што живее ромско население и во општина Ѓорче Петрови, во Газибаба, Топана, Маџари, колку што може да се опфати бројот на жените ромки и девојчиња. И не само секако акцентни се жените ромки, меѓутоа не ги заостануваме мажите и момчињата и со нив работиме, сепак и они да препознаваат како што може да се случи и така натаму. Азиза, ти благодарам многу што беше денес наша гостинка. Можеби ни покривме некој прашање, сакаш нешто плюс да кажеш? Па, сметам дека опфативме се. Да и јас тоа што си го имав како концепт, опфатено е, секако останува институциите да реагираат многу побрзо и да работат на веќе поднесени пријави, да не дозволиме да се случува и поголеми несакани случаеви. И да научиме нешто од случаите кои што веќе се случиле. Да имаме научени лекции. Научени лекции, да, за воиднина, институциите да реагираат побрзо. Секако се надеваме на тоа, единствено тоа би можело да се помести еден чекор понапред за доброто за сите да биде. Ти благодарам многу, а ние остануваме во контакт и за соработка и понатаму. Ви благодарам многу на поканата. Слушнавме дека пристапот до интернет не е за сите, особено за оние кои во офлайн светот се борат за еднаквост. Говорот на омраза, злоупотребата на лични податоци и стравот од онлайн изложеност ја намалуваат дигиталната слобода на илјадници жени. Но постојат иницијативи кои ја градат свеста и обезбедуваат реална поддршка. Ако и вие сте некој што се чувствува несигурно онлайн или ако работите со луѓе кои се ранливи, запомнете, сајберхигиената е колективна одговорност. Фала што не слушавте и не заборавајте да ја споделите оваа епизода со вашите блиски.